поранешен директор на АНБ, во чие време незаконски следел премиерот. Незаконски следеле новинари, незаконски се следеле и рекетирале бизнисмени, сакам да зборувам и за ова. Актуелниот вице-премиер, потпредседател на ВМРО Александар Николовски, изјави дека постоел мастер план во 3 чекори. Според него првиот чекор бил лапсење на пратеници, вториот ставање на партијата на обвинителна клупа за терористичко дејствување и нелегално финансирање, третиот целосна забрана за политичко учество на изборите. Поради своето политичко делување, одредена партија била таргет. 2 пати до сега го сруши од власт, и со аферата Големо Туво, и со аферата, како беше, вистината за Македонија, односно бомбите на Заев. И со сина птица не му дозволи да дојде на И власт. со сина птица, значи ова е 4ти веќе обид. Токму затоа е потребна одлучна реакција и потребно е да ги видиме овие луѓе зад решетки во најбрз можен рок, а не на функции се уште. Значи, пази, излегува поранешен директор на АНБ, во чие време незаконски следел премиерот. Незаконски следеле новинари, незаконски се следеле и рекетирале бизнисмени, сакам да зборувам и за ова. Излегува на медиум и троши половина од неговото интервју да полемизира со мојот лик и дело.